Новинарот Фуркан Салиу нападнал полицаец во Горно Коњаре, сведочат полициските службеници кои го обезбедувале над преварот меѓу домашниот тим и гостите од Куманово. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски кажа дека во службените белешки доставени од нив пишува дека новинарот ги нападнал с удари во долните екстремитети. Очи во очи на Салиу му кажа и дека постои видеоматеријал каде сигурно се потврдува дека спречува службено лице во извршување на своите обврски. По мое убедување, во најмала мера од страна на едно од приведените лица во текот на вчерашниот ден имаше спречување на вршење на службено лице во рамки на негови службени должности. Во најмала мера. Но по службените белешки кои што ги имам добиено, за кои што бев известен дека се доставени во рамки на постапката, од страна на 9 лица кои што се приведени има физички напад. Целиот случај ќе го разгледува и внатрешната контрола во МВР, потврдува министерот Панче Тошковски, но и дополнителниот заменик Митко Бојмацалиев. Тошковски вели дека за Салиу треба да има најмалку прекршочна пријава за пиштолот пронајден во неговиот автомобил и покрај тоа што поседувал дозвола, воопшто според закон нема право да го носи на јавно место, а најмалку да оди на настан како новинар. Тој можеби е единствениот новинар во Македонија кој на настан оди вооружен. Законот за оружје е кристално јасен, во член 31 се вели дека на јавно место огнено оружје смеат да имаат само оние кои вршат работи за обезбедување на лица и имот на државни органи и правни лица, а не и секое физичко лице кој има дозвола за поседување оружје. Забрането е носење и употреба оружје на јавно место, освен за работниците кои вршат работи на обезбедување на лице и имот во државните органи и правните лица, согласно со прописите за обезбедување на лице и имот. Под јавно место, во смисла на овој закон, се смета место на кое слободен пристап имаат неопределен број лица без какви да било услови. Улици, плоштади, патишта, излетнички места, пристаништа, аеродроми, железнички станици, автобуски станици, угостителски и трговски објекти и занаетчиски дуќани и слично. Салиу, кој сега тврди дека не направил ништо, во првичната реакција пред јавноста призна дека неговото однесување може би довело до тоа ситуацијата да ескалира и тој да биде приведен. Се правда дека не ја нападнал полицијата, а за пиштолот тврди дека имал дозвола и го спореше претресот на неговото возило. Мојата кола е проверена, јас не сум моја приватна кола, ја не сум бил присутен. Сега сум информиран дека мојот пиштол е најден во багажникот, расклопен, законски, така како што треба. Пиштол за кој што поседувам дозвола, но информиран сум сега, нели тоа би требало да биде во моје присуство. Јас знам дека тоа е направено во обид да се избришат снимките од телефонот на моите камермани, од кој побарав да снимат, пошто нели имаше насилство врз мене. Од ВМРО ДПМН реагираат дека Фуркан Салиу не бил приведен затоа што е албанец или македонец, затоа што е православен или муслиман, затоа што е новинар или работник, или бидејќи е припадник или не на одредена партија. Приведен е затоа што попречил и нападнал службени лица од Министерството за внатрешни работи и незаконски чувал огнено оружје во својот автомобил со наполнета рамка куршуми. Прашањето овој пат не е дали тој имал дозвола за огнено оружје, туку фактот што според информациите од МВР незаконски го носел со наполнета рамка во своето возило, што е во целосна спротивност со законот. И покрај тоа што ниту МВР, ниту Салиу не најдоа политичка позадина во случајот, тоа не ги спречи медиумите блиски до власта и самата СДСМ да го злоупотребат овој случај во политички цели. Одговорноста за овој чин, почитувани, мора да има, особено што според јавните искази како е спроведено апсењето, има основано сомнение за бројни прекршувања на законските процедури. Во време на СДСМ никогаш не се случило новинар да биде уапсен. Напротив, се врати слободата и демократијата и 7 години постојано се унапредува. Случајот со Салиу без никаква причина решија да го политизираат речиси сите од власта, реагираат Димитар Ковачевски, Бојан Маричич, Стево Пендаровски и други, сите со иста реторика дека приведувањето било поради политички причини, иако МВР преку соопштение јасно кажа зошто новинарот бил приведен.